Има ли лидерска средба во текот на неделава и дали се исполнени условите за постигнување на него? Со исполнување на двата основни предизвика, тоа е објавување на изборите и повредување на криминалната полиција на објективност која што е страна во собранието, се исполнети именно условите за да отпочне политички диалог со цел да се создадат услови како би можела Република Македонија да организира слободни и демократски избори. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија смета дека политичкиот диалог како начин на излез од оваа криза е неопходен како би можеле уште есента да организираме слободни и демократски избори. Прашањето што се отворени за обезбедување на тие услови се неколку, доколку се има политичка волја, тоа може да се разговори, да се договори во текот на неколку дена, да влеземе во сериозна имплементација на тие услови за еднодневна политичка волја. Имате ли контакти на пониско ниво? Да помане очигледно дека бега од исполнување на услови за слободни демократски избори. Они се едноставната политичка структура на која што ваков тип на избори не одговара, затоа што во криминалните очигледно дека се снаоѓа. За нас во моментов не е толку битно кој ќе биде нивото на политичка комуникација, битно е таа да се оствари за да се надминат овие разбирања за организирање на слободните и демократски избори. Сметаме дека на било кој ниво треба да отпочнат минимум разговори кои што би се веројатно примислени со лидерска следба, меѓутоа тоа се прашања кои што повторувам доколку се има волја може да се организира уште до текот на годината. Али Ахмед изјави дека е невозможно на есен да се спроведат изборите. Ако денес ќе ги договориме условите и почнеме со имплементација, нема зашто да не биде невозможно. Повторно кажувам, желбата и политичката волја се категории кои што очигледно се преговарачките структури, нити им одговара да се задржи привидно статус кво и нити им одговара Република Македонија да нема перспектива.